Добро утро и од мене по утринската програма. Продолжуваме со програмата во живо на Сител телевизија. Следите магазин, верувам дека ќе биде оваа уште една супер емисија. Инаку сигурен сум дека сте го испиле веќе првото утринско кафе. Денес, меѓу другото, освен што е 1 октомври, е и официјално светски ден на кафето и според некои податоци и истражувања, замислете, околу 2 милиарди шолји кафења се пијат дневно. Тоа не можам да го замислам какава и да е бројката, но како и да е, јас денеска го имав тој ритуал, а ќе го прашам и мојот гостин дали беше дел од овие 2 милиарди во денот, но како и да е, ќе биде ова еден супер разговор, да станува збор за млад, многу млад, но многу искусен диџеј, кој што започнува навистина на многу мали години да си игра со музиката, инаку меѓу другото е музички школуван, свири неколку инструменти. Познат е како детски диџеј, но има еден куп настапи, продукција на своја музика, а наскоро го најавува и настапот на Макфест со неговата девојка, така што се има многу да се зборувам. Знам дека ќе биде малце време, ама тоа е, ќе имаме и следна емисија. Боријан Илковски или диџеј Боно, познат во јавноста. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро дојде. Добар ден Македонија, добар ден Сител, добар ден на сите гледачи, добро утро. Во исто време, фала на оваа прекрасна покана, многу ми значи Тино, каква најава, многу ми е драго, фала ви од срце. Па мора така да биде. Јас кажувам само факти и реалност. Да, нема ништо лага вистина. За кафињата не пијам кафе, така да. А не пиеш кафе? Не знам што се случува. Значи ти не си ништо во овие 2 милиарди шолји дневно. А како се освестува диџеј без кафе? Нели обично кај нас тоа е дека мора да се освестиш, мора кафе. Најчесто станав са бајле и имам 10 пропуштени повици од дали од родители, дали од газдите на дискотеките. И така додека го гледам телефонот, еден по еден вртам и така полузаспана ситуација, се разсвестувам, така се освестувам. Значи работно се освестувам. А чекај, газдите на ноќните клубови не спијат толку касно како диџеите? Не, најчесто ни од понеделник, тоест у недела сите имаме комуникација и ако се брза за програма, знаат да наутро да ми се јават, односно да пробаат да ме добијат, а не знаат дека нема да ме добијат, ама чисто можеби ќе имаат среќа се велат. И исто родителите ме поборуваат, најчесто во понеделник ми е хаос, мислам таму имаме добри 30 попуштени повици до 12. Ама зашто те барат ако знае дека нема да се јавиш, минута ме интересира. Веќе со текот на времето наручија сите дека не ме добиваат и најчесто ми пишуваат на Инстаграм, што искрено многу ми одлеснува, и на Вибер. Најверојатно меѓусебни муабети имаат, сватиле дека не можам да кренам тоа време ради тоа што спијам, бидејќи таква ми е работата, трета и втора смена, и на еден начин дека сватија луѓето, односно ете и газдите и клиентите, дека на Инстаграм и на Вибер може полесно да им е како начин на комуникација со мене. Така, Боријан, ти си многу млад, колку години имаш во моментов? Моментално имам 27 години, се чувствувам како 17, така да... Блазе си ти. Дај совет. Само насмевка, позитивни вибрации. Ја гледам луѓето ги смеам, они гледаат дека ја тоа го правам и така ја добивам назад таа енергија и се враќа таа circle правам. Таа енергија. Баш меѓутоа долго време си со музиката, стварно долго време си. Некако стана препознатлив по ние како детски диџеј. И сега тоа ние ќе го објасниме, бидејќи тоа е нешто што е ново кај нас и не знам дали некој друг воопшто го прави реално до сега, ама како и да е, ти многу добро се снајде во тој свет, па пред да одиме од оваа друга посериозна твоја страна за муабетот, како ти кликна на моментот да пушташ музика за деца? Нели обично кога станува збор за деца, навикнати сме на игротеки, на таков профил на места. Видете, ја лично имав ситуација каде што мама ми рече, бе, слушај, бара диџеј вака и вака на тоа и тоа место, као еве голем поздрав до Трен, до газите на Трен, извинете што морав да спомнам. Ништо фактури имаме ние. Да, имате фактури и јас викам, мамо, јас што ја имам желба. Дома справивме роден ден заедно со сестра ми и најчесто немаше кој да пушта музика, јас бев и бидејќи ја познав и опремата, тогаш кога немаше YouTube, се беше на CD-ња. Тоа беше поинтересно. Многу интересно време беше и на Бершер, може некој од гледачите ќе знае за што зборувам. Симнувавме од Бершер и тоа каде што ќе има интернет. И стававме на CD-ња, режевме и така почнав да пуштам на нашите родендени. И потоа мајка ми вика, бе, вака и вака, колега на работа на факултет ќе даде отказ од таму, сакаш ли да идеш да работиш као диџеј? А викам, мамо, ја немам поема, тоа многу, знаеш, онака дома само. Као треба сум спремен за да бидам диџеј, нели официјално, не е дома. И ја кога отидов во местото,
каде што израснав таму веќе и научив многу работи. Таму ми рекоа, еве ти лаптоп, еве ти тука има CDJ 400, ако се снајдеш арно, ако не дечко си жив и здрав. Јас 17 години имав тогаш, че не бев ни полнолетен. Немаше никакви други... Да, ја прво не знам ни кај идам, на кој ќе пуштам музика, врска немав и само влегувам, доли гледам детски роденден. Викам, супер, знаеш, може ќе поминам лесно. Не е сепак не е дискотека, возрастни и така натака. И мислам дека кај децата е потешко. Најтешко е кај децата, бидејќи они одма ќе те осетат дали имаш позитивна, немаш позитивна енергија и дали ќе ми ја погодиш песната или не, они на секундата ги снемува. Не ме погодено и толку, нема беше, он не застанува тука. Нема од култура, нема од култура да трпи. Нема, тој има срце такво искрено и такви, ја ги викам, бистри се многу, особено новите генерации, не те толерира многу, ако не му се свиеш си оди, едноставно или седнува на столчето или си игра во игротеката. И ти сваќаш дека нешто не е окей. Да, не е окей. И си викаме, чекај едно време, мора да си мислам нешто на децата да им правам само музика, не можам да ја пуштам, немано некако да ги мотивирам да ме слушаат, некое шоу, нешто да направам и во тоа време сеќавам јас како дете дека Биди и Бади беа број 1 за нас децата во тоа време и голем поздрав до нив. Ја многу сакам да ги сретнам нив, не можам да ги сретнам никако, ако може некој да ни помогне би бил многу среќен, чисто да ги поздравам за идејата. Игравме музичко столче, па здравен дедо со нив заедно, така израсна ми со уште еден аниматор, да не распомнувам нели многу тука. И викам, ајки искористам столен денс, односно на англиски здравен дедо, со музика, јас ќе им гасам музика, па ќе ги запознам со што е тоа диџеј, бидејќи јас смислив концепт да ги запознам со себе си, со што е тоа диџеј, како се однесува во едно диско и што можеме да правиме на музика. И на таа база ги наградував со сликички, со избор на песна да може да дојде на бината да види како и така натака и така натака. Тоа е значи она анимација, вклучување на децата. Да. И тоа го работам веќе 10 години во Македонија. За жал сега последниве 2-3 години станав многу попрепознатлив по тоа, особено последнава година. Ја лично можам да кажам дека многу ми е убаво. Некогаш ми е тешко физички да се издржи се до тоа, ама ми е супер и сум среќен и еве баш ми е мило што дека се распознаваат луѓето дека навистина се трудам да остварам роденденот како што треба. Браво, браво. Да, многу ме интересира каков тип на музика се пушта на детски родендени и се огледа на тоа дека ете тоа го правиш веќе 10 години се промени ли стилот на забавите? Апсолутно, да. Од некогаш и денес. Јас направив еден обрач во кој се движам и најчесто гледам да се хитови од MTV и да се хитови од македонска сцена. Сакаш да кажеш дека децата обично слушаат MTV? Да, бидејќи најчесто или дома или на радио, радиева голема пофаба до нив во последно време стварно почнаа да менуваат скроз да гледаат трендинг шоу и ги слушаат на радио, а најчесто родителиве ги гледам дека им пуштаат дома во слободно време MTV на дечињата, што е окей, супер и добра насока. И од таму ги црпам тие хитчиња. Моментално на Netflix има филмови што се хитови и од таму гледам деца ми бараат доста песни. Значи деца во превод следат се што е актуелно во конкретно од 6 години нагоре се многу уклучени во социјалните мрежи, особено на TikTok. Знаат што е тренд. Тоа не знам колку е добро, лошо. Има позитивни ситуации каде што учат како да играат, гледаат многу работи поучни на TikTok. Не е само негативен TikTok според мене. Сега не знам како размислуваат другите, има многу позитивни. Да, зависи од кој аспект и во која мера ќе се. И се зависи од For You page како ви се движи. Ако вие гледате некој контент, и тој самиот ви го бута тој контент и веќе тука на друга насока се движи целиот TikTok. Ама ја кога скролам TikTok гледам DJ. Ај само DJ, па гледам како дома градината да се средиш, има многу поучни работи, не е толку негативен, сакам да кажам, и ето они го следат тој тренд и играат. Подобро детето да знае да ми игра, него ли дома да ми седи на компјутер и да игра игрица. Мене ми е подобро така. Тоа апсолутно. Во едно интервју велиш дека има родители кои што барат песни кои што јас не сакам да ги пуштам, ама понекогаш поради платен Јас ги исполнувам нивните желби. Морам да ги исполнам желбите. Многу ме интересира кои се тие песни? Најчесто бараат песни што се воопшто не соодветни за нивната возраст, особено детска, таа 7-6 годинки, и бараат песни што се некако без некој ритам, без некој текст со некој агресивен ритам што најчесто не е за деца. Ти текнува на некоја таква песна сега во моментов? Стварно ме интересира. Па најчесто се страдава надвор од Македонија, кој се со вулгарен вид на зборови, што од Србија?
Па да, најчесто се такви. Сега да не вртиме, да бидеме конкретни, за тоа те прашувам. Да, и најчесто сме исто така, има и у Македонија доста песни, односно музика што не е наменета за деца, особено за 6, 7, 8, 9 и 10 години. Јас до 14 години не ни сакам да ги пуштам, меѓутоа во 13-та година веќе имаме многу влијание од самата околина на детето, каде што си доаѓа со лист и јас ги читам желбите, најчесто да си составам некоја плейлиста во главата и доаѓа родител вика те молам ми прочитувај ги желбите затоа што ете ки имам проблем, не можам да се разберам и така натака и така. И јас викам оке господине, ваше радоведно, ваше е забавата, со ваши пари плаќате, вие сте газди. Така да ги оставам да уживаат во нивното, не можам да се спротивставам. Кога веќе спомнуваме газди, каков е односот на собствениците на дискотеките? Ти си дете на дискотеките, може да кажеме, си израснал некако таму со тие луѓе. Требаше ли време да стекнат доверба во тебе? Искрено... Ти даде ли вака слобода во тоа што го правиш? На почетокот бев јас и многу поинаку се сменив, моментално сум друг тип на диџеј, гледам повеќе да направам MC, односно со микрофон, ја контролирам публиката, ја хајпам, ја викам hands up, ајде дај ми раце горе, како сте другари? И така натака, и така натака. Слуша публикава? Да, многу. Раце гори си, раце гори. Да, си креват, уживат. Па јас сум единствен со микрофон што ги прави журките, мислам дека во Македонија, не ми е срам, ја гледам, ја тоа го живеам и го чувствувам како да е нормално. Па ти си артист, перформер на сцена, така. А и надвор од Македонија сите диџеи користат микрофон, само тука кај нас се така малце работите као овој ако користи микрофон, не е ова диџеј, знаете, така малце има добро, ние малце сме ограничени во некои погледи. Инаку со газдите после една година од кога почнав, од кој заедно со агенцијата за букинг низ државата Book Lollipop која ме зема, за една година стекнав максимална доверба и еве на таа база изградив и своја агенција со дозвола на исто така господинот Јане Јанев, поздрав до него, морам да го поздравам. Колку фактури имаш на крај од емисија? Не, господинот Јане Јанев може не постои за него фактура што нема да платам ја. Се шегувам, така да он лично ме зема и ме креираше ваков денес како што сум. Му беше тешко, морам да кажам. Зошто? Малце мислам дека јас се знам. Најчесто кога си млад, тоа најчесто го мислиш и тоа имаш многу огромна тврдоглавост тука малце, да. Па се мислиш дека ти можеш да го направиш, а не е така. За секој успех постои тим. Луѓе можеби ме гледаат само мене, а позади мене има 5 луѓе активно што се замараат за работите околу мене и околу мојата работа. И тој од кога ме зема таа една година помина, луѓето добро, односно газдите многу. Јас веќе и приватно се дружам со сите скоро газди. Многу ми е драго, мило ми е, чест ми е, го користам за позитивни цели, ете кажав како. Земав, отворив моја агенција за диџеј и веќе многу млади диџеи имаат желба да бидат кај нас во нашата агенција, за заедно да креираме побав ноќен живот и да идат напред работите. Браво, ми се допаѓа ова кога се здружувате како фела перики. Извинете што прекинав, дури имаме и соработки со другите агенции. Тоа е супер. Што е искрено во Македонија доста непознато, бидејќи ако имаш тие агенции, другиот ако има се карате, па грабите. Па контра едни на други. Да, овде ја супер се снајдовме со доста други екипи, функционираме перфектно и многу сум среќен, морам да кажам. Браво, за тоа само на тој начин се менуваат работите, а и фелата ќе си го држи на реноме кој што би требало да го има, бидејќи помина тоа време дека диџеј е само некако што ќе ти пушти музика. Ми се свиѓа ова што го кажавте, да, многу е поценета професијата, особено тука кај нас. Знаете, мислат дека тоа работа бидејќи некои други луѓе го прават ова како хоби и затоа го имаат луѓето тоа размислување за диџеј, дека диџеј може секој да биде. Ќе дојде, ќе пушти музика, ќе си оди. Да, и види колку му е лесно пари заработува и така натака. Јас да сите им велам, ако случајно имате дома слободно време, направете си метар квадратен со селотейп или со маркер, застанете 4 сати, земете телефонот, скролете, ако издржите, вие имате потенцијално еден левел за да пуштате музика. Викам, ја верувам дека доста луѓе 4 сати може да издржат во метар квадратен. Ова е како некој испит. Да, предизвик фатете дома, да, пробајте 4 сати и вака со телефонот пуштете си само вие музика. Дали 4 сати ќе најдете музика за вашата душа најпрвин, а потоа замислете да мора да погодите на некој друг. Тоа е момент каде што бара и искуство, и желба, и знаење, и така. Кога веќе зборуваме за ценењето на професијата, се заработува ли доволно? Задоволен ли си од сега како се движат цените и тарифите? Моментално работите идат нагоре. Јас со нашата агенција ги притискаме работите и со нашата цела сцена, ние диџеите притискаме нагоре да иде таа еден вид на
средства за тоа што го работиме. Супер, мене лично, јас сум многу среќен, се движиме нагоре и се надам дека многу работи ќе се променат после нова година, со оглед на тоа што имаме најави дека ќе се враќа ноќниот живот, вака чисто слушам и по вести, и по Инстаграм профили, и од личности дека ќе се врати ноќниот живот. Дискотеките моментално не се на многу мал капацитет отворени, за жал, и се надам дека за брзо ќе се отворат, бидејќи тамо нас ни е работата, тамо ние го заработуваме нашиот леп. И едва чекам. Јасно. Верувам дека е тоа така. Со Кристина Димитри имавте соработка. Точно, да. Кој што заврши. Да. Што се случи уствари? Јас бев многу среќен, најпрвин бидејќи соработав со Незе, имавме прекрасни проекти, газдите и публиката многу не засакаа. Кристина во еден момент сакаше да прави нешто што ја не можев да го направам заедно со Незе и рекам, окей, Кики, ако не пробаш сама, па тука сме за што и да треба. Ние сме во супер односи и некако ги пораснавме нашите, како да кажам, младешки години. Ја веќе не се осеќам детиште, се осеќам во нека стабилна возраст, каде што веќе не ни тоа целта, да бидеме заедно, она сака посебно да настапува. Ја веќе си развив свој концепт на работите заедно со мојата девојка. Нели ќе настапиме на Макфест. Тоа е интересно, сега ќе споменам. И многу ми е драго што она функционира. Поздрав, видов дека иде во некоја емисија е водител, значи да не правиме пак фактури. Многу ми е мило што и она е на тој свет се посветила или тама ќе се движи во таа насока. И тука сум зашо и да и требам, јас сум тука исто и она за мене. Добра, нели животот тече, се менуваат работи и тоа е многу нормално. Те прашав бидејќи бевте препознатливи како тандем, кој што настапуваше долго време по. Газарме низ ноќниот живот. Искрено нема која дискотека не настапивме. Две-три дали само остана и тоа можеме, ама ете, се деси што се случи. Живи здрави, како велат, ја вклучи твојата девојка во ова што го работи, што е многу интересно. Велиш ја научив да пушта и таа музика. Да, точно. Ова некако сосема спонтано дојде или таа сама ти изрази желба? Не, јас бев човекот што ги притисна работите, бидејќи ја заедно се запознавме на факултет за безбедност. Јас само што се запишав на факултет и тогаш во тој момент кога се запишав почнав многу да имам настапи, да ја ме бараат луѓето, да имам потреба да има артистите од Urban Records да има диџеј. Ево тогаш толку многу среќен што се случило нешто што ја едва сум сакал да го правам. И само што ме повика од Urban Records, викам, окей, guys, викам као идам јас со вас, што е факултетот, тоа е, жал ми е, нема да можам да го завршам. Меѓутоа тоа не е пример, немојте да не одите на факултет и да не го завршите, доколку немате така еден план во животот да го терате тоа што го терате и имате пат за тоа чист, совет да одите на факултет. Јас се кавам лично што не го продолжив, немам. Добро, не ти е доста, може пак да се вратиш. Да, може да запишам секој ден, секоја година, иста година е што викам, јас само малце сме постари. Дали би го запишал истиот факултет? Или сега нешто друго би сменил? Не, јас пробав да се запишам на неколку факултети, едниот ми беше музичко, меѓутоа приемниот ми беше доста тежок и викам чекај се, ако се запишам, мислам кидам приемниот ако го положам, па викам ај не, чекај кидам на филмска индустрија. Че се нешто те влече уметност. Да, уметност ме влече секогаш и на филмска уметност. За безбедност или таму има уметност. Не, мама вика слушај, ако не вика запиши се на безбедност, викам па ајде добро, ајде ќе идам. Ми се запишам, ме примија се. Таму склекови, војници, она. Многу интересна ситуација сега во детските родендини воведов една игра, се вика Војници и многу уживаат бидејќи они инспирации им се да бидат мирни ова она и играме интересни игри и ја им правам така. Дечки, денес ќе играме Војници, дали сте спремни? Да, капетане, и они спремни се урлаат, се смеат таму. Да се навратам на прашањето извинете? На ова со девојката. Да, и викам Тамара вака и вака, викам гледам имаш талент. Ја запознав нејзе на факултет, нели ви кажав. И викам имаш талент за пеење, викам имаш музикалност во тебе, мислам дека можеш да бидеш диџеј. И она се смееше, бе нема шанси, не ме интересира. Викам човек, верувам и викам можам да те направам диџеј. И викам ќе те засакаат и децата, најпрвен ќе почнеш викам на детски роденден, и викам потоа ако добиеш само добро, ќе одиш и во дискотеките и се така. На жал, мислам, Кристина Димитри како да е приказната е бидејќи мојата девојка се срамеше да пее, немаше доверба во самата себе, мислеше дека не може. И така дојде Кристина Димитри во тој период кога мене ми требаше нешто такво. И го зема местото на некој начин Кристина на Тамара во работата пред време и викам добро. И она го виде Кристина Димитри што можеме да постигнеме заедно, ме виде мене дека ја веќе играм левел ап нагоре со работите и вика добро ај ќе пробаме. И јас
подарив миксета моја и лаптоп, меѓутоа не поклон, тука реков ќе работиш, ќе ми ги вратиш парите. Јас во животот се функционирам без разлика кој е како е. Јас ќе ти дадам простор, сработи го, врати парите, ќе ми ги вратиш отпосле. Поклон ништо на никој не дам. На девојките зборуваш? Да, на поклон на никој ништо не сум дал. Види строгува ти од факултетот за безбедност. Да, едно тоа, друго така ме научи животот, така некој ти дае поклон, не го цениш. Не го цениш, знаете како малце треба да знаеш како се стигнува до. Да, и намерно така сите мои пријатели и другари што им помогнав во светот да влезат на истиот начин било. Немало еве типа не треба ништо. И тоа ми функционира добро со оглед на тоа што доси резултати, никогаш не би го сменил начинот на функционирање бидејќи ми носи резултати. Тоа баш една поучна лекција, не нешто. Да, апсолутно. И ги гледам, работите движат нагоре, Тамара почна да викаат на родендени, она се опушти, почна да вежба дома на микрофонот, правевме заедно песни и викам време да извадиме заедно песна сериозна, снимивме и спот пред еден месец. Што ќе излезе нели песната на Макфест и ми беше многу драго што се опушти, дури веќе вежбаме, ние вежбаме на настапи, не вежбаме дома. Аха. Имам дона доверба од газдите, ми викаат Боно, you are you, прави што сакаш. Имаме доверба во тебе. Да, само да имаме забава. И јас викам окей, денеска јас и Тамара ќе настапиме на мој начин, вие уживајте. И еве искрено ви кажам, преубаво се поминува. Супер. И благодарение на ова искуство сега ќе ве видиме на Макфест. Во кој стил ќе биде песната? Песната е на стил Он е модерен ритам сега што сега микс е помеѓу повеќе жанрови, влегува во регетон, па во нешто бајле фанк, па во нешто. Ма ќе биде нешто динамично. Афродил, да, нешто што го нема слушнато тука таков ритам. Па афродрил му доаѓа. И е така со убав текст, со малце модерни зборчиња и нормално е за деца над 14 години што викам јас, така да не би ја пуштил на помали дечиња. Интересно. Ќе ве видиме кога ќе биде на Ја неофицијални информации имам 24, 25, 26 дека ќе биде викендот Макфест, ја не знам точно, никој ништо не објавил никаде. Неофицијални информации од муабети, од таму луѓе што како и да е месецов ќе биде и ќе ве видиме месецот ќе биде, на ова на сцена. Кои се работите кои што сакаш да ти се случуваат понатаму? Имаш ли вака една визија? И имам желба. И само да кажеме дека да добро знаеш да свириш клавир, гајда. Знам и кавал, тарабука и тапан и тамбура. Тоа е една сосема друга верзија на диџеј Од мене лично. Па јас така израснав со музичките инструменти народни. Потекло ми од прадедо ми и многу сум горд на тоа. Малце традицијата се јас сум огромен патриот и многу си ја сакам земјата, како се гледам себе си натака како човек што помага и работи со сите диџеи тука во Македонија. И ќе има соработки со многу артисти, како диџеј така и артист, и ќе ја движи сцената нагоре и се надам дека Македонија ќе стане и во регионов пример за некои работи наскоро, дај Боже. Ти благодарам многу за денешното гостување. За тоа те прашав кој е сонот кој што го замислуваш, како сакаш да се движат работите, бидејќи еден сон е едно твое музичко парче кое што ќе го видиме за крај. Да се гледаме за убави работи, продолжи со ваква енергија и ќе информираме за сите твои проекти. Фала ви многу, имајте преубав ден, многу беше чест и се гледаме на некоја забава. Сега може да одеш да спиеш малце. Многу рано стана. Фала ти уште еднаш за крај на денешното издание на Магазин. Ќе одиме со еден сон на диџеј Бона. Уживајте и се гледаме утре во 10 часот со музика.